Ситуацијата со грипот во општината е релативно мирна и вообичаена за овој период од годината, истакнуваат од Центарот за јавно здравје. Неделно се пријавуваат по 50 случаи на заболени од грип, а само последниот месец бројката од 64 се искачи на 212 лица заболени од грип на територијата на општина Кочани. Доктор Натка Карамфилова, епидемиолог во Центарот за јавно здравје, со детали за состојбата во Кочани и општините кои спаѓаат под Кочанскиот центар за јавно здравје. Со грипот можам да кажам дека во Кочани и воопшто во целиот регион во моментот состојбата е релативно мирна и очекувана за овој дел на годината. Во однос на други градови во Републиката, каде што бројот на заболени веќе е над 2000 заболени од грип, нашиот регион во Кочани имаме досега регистрирано 212 заболени од грип, во Виница имаме 83, Делчево 83, Берово 28 заболени и во Пехчево 78. Зборуваме за оваа сезона, поточно од нова година наваму. Морбидитетот, тоа значи по епидемиолошки кажано, за Кочани 44 заболени на 10.000 жители, Берово 21 на 10.000 жители, 42 во Виница, 34 во Делчево и најголем морбидитет од 154,9 на 10.000 жители имаме во Пехчево. Меѓутоа пак ќе кажам дека тоа е релативно ниска активност на грипот и очекувана за овој дел од годината, значи за сезоната. Вообичаено советите остануваат исти, да се почитуваат препораките на лекарите, додава доктор Карамфилова. Многу е битна хигиената, иако знаеме дека грипот е едно заболување кое се пренесува аерогено по капков пат, сепак може да заразата да се шири и преку директен, индиректен контакт, значи преку свежо контаминирани предмети, и тука треба да е свесноста кај луѓето голема. Да речеме, ако некој се искива накашла во раце, треба веднаш да ги измие рацете, да не се поздравува со други луѓе. Треба да се внимава на исхраната, да биде богата со белковини, со минерали, со витамини, и она што треба да нема контакт здрави лица со болни, односно болните треба да бидат изолирани на домашно лекување и да не шират зараза кај другите лица. Освен ситуацијата со грипот во овој период од годината, застапени се и вирозни заболувања. Има скок и на горно респираторни заболувања, паралелно со тоа следат и долно респираторните заболувања. Доктор Натка Карамфилова додава дека и лекот Тамифлу во аптеките во здравствениот дом во Кочани го има во доволни количини и може да се земе исклучиво само со препорака на лекар, со розов рецепт и истиот е бесплатен.